Civil Media. Обично се шали вечно некакви говори, па некако забележам дека поладничко некако северно денес, не знам дали градината, верувам дека не е. Ја треба да према редоследов на говорниците некако изгледа заокружам песимистичката варијанта на излагањата денес и да свартам малку по оптимизам, бидејќи генерално секогаш сметал дека сум оптимиста. Додуше сега, како ми наближува 90-та година, многу сум научил или сум разбрал или сум се информирал, да ме бројат како информиран оптимиста, а за некои тоа е дефиниција да песимист. Се надевам да сум пременал уште скрос на таа страна. Додуше, низ годините на работа во НЦМС и во целиот општествен живот во Македонија, ако ништо друго, научив да бидам по-реалиста и да не очекувам многу. Односно да ми се очекувањата поусогласени со реалната ситуација и проценката на движењето, така која се формира оваа влада пред 2 години. Некои од амбасадорите пошува кои се очекувањата и една од главните што се сеќавам тогаш ми беше да не очекуваме многу, односно да не очекуваме скоро ништо различно, дека ќе биде не за друго, дека не се подобри или не ги бива, туку дека едноставно тие сме тие луѓе тука и тој човечкиот материјален капацитет и веројатно нема многу да биде различно, викам со честно некои исклучоци, не спомнував тогаш имена, ама не сметав тогаш на министерката Мила, таа ми е една од позитивните изненадувања, да бидам искрен. Ама, за жал, како што се гледа до новиве, некако се остварува ова, дека прилично исто се откриваат работите и дека во таа смисла подобро да не очекуваме многу. Ќе кажем една анекдота која често ја применува за ова неки исти или различни и се однесува од расправата во преговорите за мир меѓу Израел и Палестина во 1995, кога водечките преговарачи Саеб Егара Кати и Шимон Перес тогаш, Ицек Рабин беше и Арафат беа водечките фигури, ама тие беа главни преговарачи, се правеле муабет пред подпишувањето и еден на другиот му викат, знаете ли зошто волкове мрзиме? Израелците, палестинците, не знам точно кој бил. И другиот збунет вика, зошто? Вика, многу не подсеќате на нас. И веројатно и кај нас се рефлектира тоа без оглед дали е на етничка основа, македонци, албанци, или партиска, СДСМ ВМРО, или во другите партии. И полека веројатно треба да го надминуваме тоа, да разбираме колку сме ствари слични и веројатно затоа така се одвиваат работите. Ама па, тоа што се подсети сега дека сум го кажал на нека интервјуата за ЦИЛ, исто така не треба да очекуваме дека странците ќе ни го сменат, дека сепак промената треба да тргне да заврши со нас и ние да направиме таа промена. И мислам дека брзо ќе се соочиме со тоа. Мислам дека вчерашниот ден е еден од показателите, дека додека за референдумот нема кој не дојде во држава да ни каже дека е добар договорот. Вчера на дигањето на знамето на НАТО не видов некои значајни фаци од НАТО и од другите држави членки на Алијансата да покаже дека тука ќе бидат со нас. Драго ми што тука е амбасадорот германски тука да го потврди тоа, но исто така покажува дека ќе мора, тоа што сум го рекол и тогаш, самите да направиме многу, односно прилично се, а не да очекуваме дека другите ќе ни решават проблемите и дека ќе не буткаат на тој план. Ќе помагаат, ќе бидат присутни, ама проблемата мора да направиме самите. И да привршам со поврзување на тоа со самиот договор за
Шпанскиот договор, за кој не е тајна дека е судена од позициите или на некој начин критичар, иако сметам дека е добро што се постигна. Не ми се бендисуваат многу работи таму, се кажам пришла тоа, ама дури сега сметам дека е добро што помимо, што честитав на луѓето што го изгутка процесот, бидејќи ако ништо друго, барем ја поминавме таа психолошка бариера, сега пак мислам дека ќе се соочиме со ова што го зборувам, дека окей, сите што помогнаа да дојдеме во оваа фаза, но сега ќе биде пак на нас да ги направиме сите тие реформи, промени и придвижување кон Европската унија. И ние, иако со информиран оптимизам, дури ми е прашање, мислам дека е добро што ќе биде на членки од НАТО, но ми е прашање дали па е најдобро да биде на членки на Европската унија, бидејќи Европската унија нема да ме прими додека не ги постигнеме стандарди за тоа да сме во Европска унија. Ама од економска перспектива подобро да сме во НАТО. Надвор дел, бидејќи тогаш се најголемите инвестиции, тоа го покажуваат бројките од повеќето. Така да мислам дека еве сега го имаме договорот, во најмала рака треба да искористиме, ако ништо друго на економски план, да се придвижат работите, да има што повеќе инвестиции, повеќе работа и ние да го спречиме ако ништо друго одливот на луѓето од Македонија, иако тоа не запирлив процес, ама тоа да помогне во после во промената на вредносниот систем, односно она што и претходните говорници го кажува, да се обидеме, она што го зборуваме со години, а очигледно не успеваме да го превртиме системот, да сепак стане реалност во Македонија и тогаш перспективите ќе бидат подобри. А додека е се уште онака како што кажа и најческа и Джеф Хердини и како што гледаме дека се случува, тешко дека ќе може да зборуваме за посветли перспективи без оглед дали ќе се придвижуваме кон Европската унија. Благодарам. Цивил медија